убава енергија имаме во студиото. Многу ми е драго што после навистина долг временски период договарање конечно го имаме гениалецот наш со кој што треба сите ние да се гордееме. Станува збор за 9-годишниот Македон кој што постојано реди успеси. Ова што го држам во раце, ова е последната златна медалја заради која што и можеби еден од поводите зошто го имаме денес во студиото. Златната медалја која што ја освои на математичката олимпијада во САД, но тој вели оваа малку ми е подрага медалја. Ке дознаеме зошто, ви ги представувам и ги поздравувам Македон и неговиот татко Владимир Димитровски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Како си, Македон? Ја многу сум среќен што и сум возбуден што можам овде да бидам со вас, за да можам да покажам што сум правил, како ми е се. И општо се ми е, многу сум среќен што сум овде. И ние сме уште повеќе среќни. Прилика на телевизија да се покажам и да ве видам и вас. И сите други. Ке си мафнеш на екранот да се видиш таму. Така е, ке ги поздравим и сите во Тетово и сите кои што те и во Скопје и те поддржуваат. Верувам дека има голем број на луѓе кои што се радуваат на твоите успеси. Тато и мама посебно се горди на тоа. Македон, честитки за овој златен медал. Браво, ми беше последниот златен медал од една олимпијада во училиштето. Тоа беше од многу училишта околу светот, но беа американски школи. Добро, што се случуваше, какви беа предизвиците таму, што требаше да решаваш за да ја добиеш и заслужиш? На овој надпревар имаше 5 тестови. Добро, сите се 5 прашања што едно по едно идат потешко. Имаше прв тест лесно, втор, трет, четврти бет. Сето ова се одвиваше онлайн надпревар или? Не, таму во училиштето ми викаа секој втор, четврток рано се бајле кога стигна во училиште, ајде дојди, имаме надпревар. И ти успеа да го освоиш златото. Дали веруваше дека можеш да бидеш најдобар помеѓу сите? Па овој пат знаев дека ќе бидам добар, но малце очекував малце полошо да биде, ама на крајот добив ја злато и бев ептен среќен со тоа. Одлично, ова е можеби твојот најголем успех, така, бидејќи станува збор за математичка олимпијада која што е на светско ниво. Па не, преку американски школи само. Има многу други надпревари што се поправено на светско ниво. Тие ти се предизвик следен за да се пријавиш и да се надпреваруваш? Па сега ние идеме на други надпревари, ќе најдеме некакви. Добро. Кој ги менаџира сите овие работи, Владо? Вие, родителите? Родителите. Или само ги следите неговите жилби и амбиции, предпоставувам? Па нешто морам да од ова година, затоа што учи во приватното училиште Нова и они го презедува дел од тој надпреварувачкиот дел. Нешто работиме сами. Спрема, например, такмичењата што се математика без граници, го работиме преку други луѓе, а додека следиме се што може да му користи на Македон во неговиот развој. Одлично. Македон, велиш, оваа ми е малку подрага. Тоа бидејќи ова беше првиот пат каде што ја можев сам да идам на надпреварот без помош на некој друг. Првите две надпревари учителката ми ги водеше и ми даваше некој помош. Ова беше првиот пат каде што можев ја сам за себе да работам без помош на никој друг. И ми беше прилика за учење како да се понашам таму и како да успеам. Добро, а каде се одржуваш и зашто? Значи, ова е математика без граници, она што вие споменавте пред малку, од 2022 година. Значи, ова е на локално ниво, мислам... Не. Ова беше на финалите, на најфиналата. На најголемото финале. И тоа е интернационално такмичење. А и тоа е интернационално? Да, интернационално. Повеќе од 25-6 дни се во неговата конкуренција околу 4000 имаше надпреварувачи. Еве, тука може да ги видите и другите. Да, вие донесовте и други медали. На број се 9. Добра. Колку се златни? 6. 6 злата. И допрва верувам дека ќе се редат злата. Ама мора да кажеме дека последните 5 се сите златни. Браво, Македон. Па 5-4 бидејќи јас сум имала една тактика како со мојата трема, ја имам тактика со мојата трема како да ја најместам, како да не се осеќам, како да имам... И каква е тактиката? Па татко ми рече, ајде и што да правиш, нема да ти се љутам, прави ова, прави вака, ќе те пуштам. Сега ние истражуваме да видиме како е таму и ништо друго.
И се тоа Мора да објаснам зашто се работи. Ајде, малку Ама подетално. зашто Македон на сите тие такмичења идеше, например, за таа искочи после 15 минути од почетокот на Од надпревара. ова? Да. Да, малку Добро, се и срамам Уште од тоа. другите никој не ни ги Се имаш. срамиш од тоа, видиш? Да. Нема зашто се срамиш, Па да, ама сега, да, не, да. затоа што немаше искуство со тоа и он влегува 15 минути и искача. И толку. И ние викаме Македон полека, прочита и така да од кога почна тоа да го практикува, сите следни се златни. Се злата. Да. Првиот пат кога тоа ми го кажа, ја таму седев и подолго од што очекуваше. Така. Го послуша тато. Освен што ги слушаш мама и тато, мора да напоменеме дека работиш со ментор кој што е во Австралија и дали секојдневно комуницирате прво како се вика менторот? Се вика Горан Милошевски Горан? и таму е Цимен на татко ми од Мелбурн. Добро. И ти Да. си со Горан постојано на линија. Па да, две-три пати неделно. Што значи да имаш менторите? Што Како учи? тој да, не- што те учи? Како те... Таму ме учи по напредни работи, што ја до сега не сум ги учил, например, за линеарни и квадратни равенки, полиномијали и ме учи и доста физика. И кога ќе најдеш на нешто ново Македон, тоа ти е посебен предизвик да го научиш? Да, ми е интересно со него. Малце по секој час ние ги учиме работите. Сега ние пазиме да научиме за квадратни равенки и да никакви дупки да не оставиме да го научиме тоа се. Последниот час што го има вчера ми беше многу полесен за учење. Што учевте вчера? Квадратни равенки и како да се решат. И добро ги решаваш? Па да, сега ја успеав системот како иде едно по едно равенките и формулите да ги научам и сега ми е лесно. Математика од секогаш ти беше некако умилена? Па да, и од мала возраст ми се допаѓаше ептен. Исто така и мора да кажам да се пофалам што толку ми помогнал да учам. Thank you so much for teaching me, Горан Милошевски. Мора да објаснам. Огромен поздрав. Мора да објаснам околу Слободно. работите. А во последно време не идеме многу на вакви надпреварувања заради тоа што енергијата околу концентрацијата се свртува на друга страна. Имаме друга замисла, затоа и менторот го работи тоа со него, да на некој 12 на 13 години Македон заврши тест на Харвард и да биде најмлад студент. Тоа е целта и они затоа секојдневно работат, сега 2 до 3 пати неделно, работат математика и физика со цел го спремаат за да го заврши, да го положи тој тест за да биде примен на Харвард. Владо, кога забележавте дека вашето дете покажува исклучителни таленти? Тој има само 9 години, а успесите кои што ги бележи се значителни. Па многу рано. Многу рано сум го кажал повеќе пати. На 2-2,5 годинки он почна да чита, да пишува и тоа на кирилица, латиница. И на тој начин видовме дека се разликува од другите деца. А сакам да додадам. Кажи. Баба ми рече дека кога имав 1 година, баба примете дека сум попаметен со тоа што ја можев да видам кога песни и одма кога ќе престана ќе почнам да можеше се да видиш? Кога имав 1 година, баба ми пееше песни и таа ќе примети кога ќе престане, одма ќе почнам да се жалам и да... А неговата баба, мајка ми, прва го оцени дека се разликува од другите деца и на тој начин од тогаш натаму он само не ги потврдува тие работи. Но како забележавте дека математиката некако посебно ја милува, затоа што на таа возраст 2,5-3 години... Да, он сам ќе каже како беше тоа. Па да кажам... Од кога почна да решаваш математички задачи? Па не ми текнува, ја бидејќи тоа бев многу мала, но тоа што сум бил кажан, сега на 3-4 години почнав на 4 години или порано почнав ја да собирам и да одземам броеви. Регистрациите на колите, кидеме ние. Да, тоа ми текнува кога бев мал, многу често го правев тоа. И исто така и читав титлови за филмови на англиски течно. Уште на 3-4 години. Да. Браво. Покажуваш интерес за галаксии, за многу работи Македон. Како тоа се успеваш во главчето да го собереш? Ја имам нешто, како
како фази на интерес. Прво ми се допаѓа една работа месец и пол, па после друга, па трета. И Ама додека ти се допаѓа таа, ја истражуваш и собираш многу информации. И на крајот после од се имам помалце. Не, помногу. Сега на што си најмногу фокусиран? Овој месец и пол. Историја и карти. Историја и карти, географија, тоа те интересира светот? Не, историја и карти. Само историја? Историски карти, ги црта, имаме дома милион карти нацртано. И исто така правам ја, каде што ја правам некакви сценарија за еднината. Например, што ако ова се случи во историја, исто така, бидејќи сакам историја, сум почнал да играм игри за војна стратегија. Например, на лаптопот имам една игра што е доста има висок квалитет, ама уште не е 100% завршена. Мора да, бидејќи многу сме ограничени со времето, а толку многу работи сакам да споделам. Одлично играш и шах, така? Да, верувам едно време, два пати сум успел да имам јас реми со еден шаховски велемајстор. Првиот пат ја мислам дека бев на кај страната на губење, а вториот пат ја му викам ај реми за да и викав ајде не го посрамутам, ајде може. Неодамна издаде и книга, односно книгата не е нели физички издадена и достапна за луѓето. Бидејќи верувам дека кога уште еднаш прочитам, вистина не ми се допаѓа толку многу. А за тоа не е издадена? Не. Затоа што повтор пат кога си ја прочита? Корекции, он самиот сака да прави корекции, затоа не идеме перфекциониста и тоа е многу важна карактеристика на генијалците. Се назад, да. А зашто е книгата Македон да им опишеме на гледачите? За од најмалите до најголемите атоми на универзумот. Ја употребив едно видео за овие од најмали до најголеми работи, од едно видео што траеше 4 часа. И многу ми се допаѓа јутуберот. И сега морам да објаснам за тоа. Да. Он сега годинава учи во приватното училиште Нова. Да. И од таму доби домашна задача да напишат нешто за галаксијата. Значи некој што е информативен текст. Така почна се. Да, он зеде и напиша книга. Така беше целата приказна. Така и како ти се вика книгата? Од атоми до универзумот. Така. А морам да кажам за Нова дека многу ми убаво Нова. Да, ја учам во Ново Скопје и сум добил целосна стипендија спонзорирана од компанијата, приватната компанија Пантелеон ГС и самото училиште. Морам многу да им се пофалам што сум ја добил ова прилика таму да учам во нивното одлично училиште. Да, тоа е многу убав момент што нели постојат општествено одговорни компании кои што ги препознаваат талентите. Македон, прашањето ми е и до вас како родители на гениално дете. Верувам дека не е лесна борбата, нели, за да ги задоволите сите апетити кои што се многу големи на вашиот Македон. Од друга страна сакате нели да го возможите најдоброто и светот и буквално да му го понудите на дланка. Јас си верувам дека тоа така ќе биде, но колку од државата е се тоа препознаено или колку жртва бара за вас како родители за да ги следите сите насоки кои што Македон сака да ги покој што сака да се движи? Пред се морам да се благодарам многу компании што сакаат на луѓето, што добиваме поддршка од приватни компании што не поддржуваат во различни надпреварувања проекти, додека од државата за жал за сега немаме никаква поддршка, заради тоа што од претходната власт бевме на тие контакти со председателот, добио ни државна награда, но од Министерството не добивме никаков фидбек, напротив, дури ни беа затворени вратите. Се надевам дека во иднина тоа ќе се промени, дека ќе добиеме поддршка за Македон. Се надевам и јас. Да. Се надевам, затоа што за сега немаме никаква поддршка, никаков контакт, ни беше многу обеќавано, а не добивме ништо од тоа. Македон, бидејќи сме некаде пред крајот, што те очекува? Дали периодов одмараш или летото го замислуваш како период за одмор, дружба со дечињата, со твоите другарчиња или ние имаме одмор. Па веруваме дека после летото ние ќе идеме на еден
татко ми кажа да кидам на некој германски надпревар, не знам баш многу за тоа, ама мислам дека ќе сменаме надпревари и мал се ги се оддалечуваме од математика без граници за тие политички проблеми и исто така се оддалечуваме од кенгуру со тоа што веќе тоа ми е многу лесно и немаме потреба да продолжиме на тие надпревари. Веќе си го достигнал највисокото ниво таму. Што ти е најголем предизвик следен? Еве велиш надпревар во Германија, меѓутоа нешто што си го посакуваш во блиска иднина да си го оствариш, да си го реализираш, таму да се надпреваруваш? Па мислам дека ипак Харвард ни е Ипак целта. Харвард ни е, да. Тоа ни е целта. Ја правам поблиску и поблиску за тоа, а сега во блиската иднина уште немаме некакви идеи што да постигнеме нешто важно. А сега само знаеме дека на Харвард ни е најважна. Знаеш што, јас веќе те замислувам на Харвард за неколку години. Да, така. Исклучителна енергија носиш во себе и верувам дека многу од луѓето ќе ја препознаат надвор од нашата земја. За жал времето ни е толку, но јас ви благодарам од срце што денеска ни бевте дел од утринската на Телма и што нашите гледачи слушнаа и те доживеа. Да, јас многу сум среќен што сум имала прилика овде да дојдам и да разговарам за моите работи што толку ги сакам. Верувам дека во иднината пак ќе дојдам овде да ви покажам за следен пат. Поканата ја имаш. Задолжително, така е. Поканата ја имаш. Секако ќе дојдам овде. Ти само продолжи да редиш успеси, а нашите врати се секогаш отворени да ги споделуваме твоите успеси. Ти благодарам од срце. Да. Благодарам и Благодарам Владо и за вас. од името на Македонија. И навистина посакувам само успеси, верувам дека овие медали ќе станат многу побројни. И Харвард ќе се оствари, но за тоа потоа да нели ќе работите, така е. Ти благодарам Македон од срце за твојата енергија што денес ни ја донесе во студиото.